Здраво, овни! Ајде да видиме што носи месецот октомври за вас. Значи сите вие што се родени во знакот на Овен, сите што имате Овен во својот живот, а сакате да чуете што ќе се случува во октомври, сите сте на право место. Значи ова ќе бидат генерални тарот предвидувања за овните. Ќе зборуваме за сите од вас, ќе зборуваме за многу полиња, така да внимавајте, не може се да се однесува за вас, она што е ваше ќе си го препознаете. И како и секогаш, повторно претплатете се, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, затоа што овој месец повторно за најверните наши следбеници ќе има бесплатно тарот толкување, лично бесплатно тарот толкување. Ајде сега да видиме што ги очекува овните во октомври. Значи, повторно ве подсетувам, ова се генерални и предвидувања кои може да се однесуваат на секое поле од животот. Јас ќе зборувам преку метафора, вие толкувајте ја пораката онака како што се одветствува. Дали е во љубовта, дали е во кариерата, дали е во домот, приватниот живот, како и да е за вас тоа, вие тоа си знаете. Значи, овните нешто ќе остварат големо во октомври. Нешто прилично големо. Меѓутоа, ова е лично ваш успех. Значи, во буквална смисла на зборот, лично ваш успех. Ова не е моменти каде се радувате на успехот од блиските, од најмилите, ова не се прослави за туги успеси, ова сте буквално лично ваши успеси. Нешто големо успеавте вие да остварите, да добиете, да постигнете. Кажав големо е, не е мало. И беше прилично тешко да се добие, да се оствари и да се успее. Тешко во секоја смисла, дали физички, дали емоционално, дали временски многу долго траеше, како и да беше, тешко беше навистина. И успесите доаѓаат. Можеби во септември веќе сте биле свесни дека успехот е постигнат, можеби во октомври, меѓутоа во раните почетоци на месецов октомври вие ќе почнете со славење и уживање на плодовите. Октомври месец, големиот дел од месецот за вас ќе биде месец каде едноставно ќе се препуштите на среќата, на благосостојбата, на успесите што си ги постигнавте, ќе уживате буквално во плодовите на вашиот успех. Јас гледам дека многу од вас ќе се здобиат со, можеби со слава, можеби со некаква моќ, можеби едноставно се качувате нагоре на скалилото. Некои од вас ќе станат шефови, некои раководители, некои ќе станат нешто погоре, затоа што јас гледам дека октомври вие ќе треба да бидете назначени на некаква позиција. Буквално ќе го ставате својот потпис сега веќе на друго место, на некое поголемо место од она каде сте биле досега. Ако пак не сте вие во ова, не се пронаоѓате, тоаш вие сте тој работникот кој ги остварил овие успеси, се здобил со нешто и вашиот надреден, вашите надредени ве гледаат како вие преминувате веќе во една друга фаза, многу понапредна, ве гледаат колку сте способни, моќни и се разбира ќе си бидете наградени за сето тоа. И тоа е сосема во ред, се додека не дојдат оние моменти, знаете, каде вие ќе почнете сега да се грижите дека на ова еден ден можеби ќе му дојде крајот. Ова се неконструктивни мисли, ова се моменти кои не ви се потребни, меѓутоа јас ве гледам во октомври дека од време на време ќе се грижите дека ова еден ден ќе заврши, ќе се смени нештото.
Таков е животот, ништо не е трајно, ништо не е за секогаш, меѓутоа вас сега ве очекуваат прекрасни мигови, вас ве очекуваат вие сега уживате во едни големи успеси, затоа обидете се да уживате периодов, а не да навлегувате во такви непотребни мисли и стравови. Значи, буквално, зашто и да се работеше, ако се работеше пак за нешто во љубовта, за нешто во вашиот приватен, личен живот, изгледот, можеби вие бевте подложени на некакви диети, некакви методи, режими и сега вие успеавте, се доведовте во она ситуација во која совршено изгледате, успеавте во она што го правевте и сега буквално ќе уживате во вниманието од другите, во љубовта која другите ви ја пружаат. Но, кажав, ќе дојдат оние стравови дека ова не е тоа, ќе се смени, можеби пак ќе се вратите во истата положба и ви кажувам дека не се тоа добри мисли, не се тоа добри ситуации кои сакате самите си ги наведете, да си влезете во тоа, значи никако, обидете се никако да не навлегувате во таа состојба на умот, затоа што сега се периоди кога треба вие буквално да уживате. Можеби пак постои еден некој мал дел од вас кој да се ставивте на некакви ригорозни методи, режими и сега некако поинаку изгледате, не изгледате како што изгледавте досега и вам ве плаши тоа дека другите ќе го препознаат се тоа, ќе мислат дека е само маска, дека е само фарса, дека е само фасада. Она што е внатре во вас е многу поинакво. Вие се плашите од она што е во вас. А тоа јас не знам и зошто би си го правеле, но ете, во октомври ќе се случува кај некој од вас. И се плашите дека другите ќе откријат дека вистинската вие е нешто сосема поинакво од она како се представувате. Вие сте тоа како изгледате сега, вие изгледате прекрасно, вие сте постигнале многу големи работи и затоа ве молам, уживајте во сето тоа, не навлегувајте во никакви непотребни други мисли. А што е најважно, не плашете се, едноставно уживајте во. Кажав и во љубовта, ако е, периодов ќе биде период многу исполнет период, ќе излегувате, ќе се подготвувате за средби, за седенки, за љубовни состаноци, ќе има многу договарања, спремања, и тоа дополнително, знаете, вие не сте можеби некој од вас не сте навикнати на вакви подготвувања секој ден за некаде да се спремате, но уживајте, ова се прекрасни моменти. Ако се работи нешто во кариерата, тогаш повторно доаѓаат многу убави ситуации каде што вие веќе назначени, како што кажав, во новата функција, уживате многу работа, доаѓаат мејлови, можеби пораки за честитки, како и да е и работата и што и да е, се е тоа нешто многу, многу убаво, што ви се случува периодов. Сега има некои овни кои се загрижиле за своето здравје. Да, можеби сте биле во некаква ситуација, можеби се оправувате од некаква болест, можеби сте имале некаков зафат, досега ова зборуваме за нешто што се случило, не се случува веќе, но она што сега се случува во октомври се вашите неконструктивни стравови и мисли околу тоа. Се плашите дека ќе се повтори, се плашите дека ќе биде долг процес на оправување, се плашите дека нема ни да се оправите и ова, јас не сум доктор, но јас не гледам ништо лошо по вашето здравје во иднина, така да апсолутно отфрлете ги сите овие лоши мисли, апсолутно вие ќе бидете добри, вие ќе бидете одлично, здравјето ќе биде многу добро. Може би кажав, предстои период на оправување, но се ќе биде добро, буквално се. Многу сте се исплашиле, премногу,
мислите дека насетувате нешто, но тоа е само стравови мисли кои си ги наметнувате, немаат со реалноста врска, верувајте. Значи, тоа е толку вие што се плашите. Некои други пак сте се загрижиле дека децата го напуштиле домот, заминале, не знам, може би за школување, може би за работа, може би си створиле свој дом и семејство и вие сте загрижени и се чувствувате осамени. Не грижете се, сите што треба да бидат околу вас, се со вас. Вие немојте да се чувствувате осамени, затоа што тие што ви значат се тука и ќе бидат тука. Без разлика дали физички периодов треба да бидете разделени. И уште една порака за некои други овни, вие што се чувствувате сега како да сте во ситуација на окови, како да не можете да направите ништо, како буквално се чувствувате како во затвор или се чувствувате како да ви се врзани и рацете и нозете и се, немате можност ништо да направите. Кај вас ќе се случи некаква промена, ќе се случи некој пресврт, не знам како, ќе видиме и вие самите ќе видите во октомври некаква ситуација, ќе се случи некоја голема промена, која ќе ви даде можност да посегнете онаму каде што досега не можевте. Едноставно, досегот не ви беше доволно голем за да го направите нештото. Еве таа порака за некој од вас. Не знам што значи, меѓутоа ќе се случи некаква промена и вие ќе имате можност да посегнете таму каде што досега не можевте. Значи, раката ќе ви биде доволно долга за да го земете она што ви треба. Или пак за некој од вас ќе биде некаква ситуација каде финансиски ќе се случи некој пресврт, некоја помош или од некаде ќе дојдат некои пари, па ќе патувате на далечни места или ќе остварите со овие пари некои големи работи, нешто што го посакувате одамна, како и да е. Многу убави ситуации се тоа. Драги овни, јас се надевам уживавте и до следното. Чао, чао!